Приведени се Ратко Капушевски, собственикот на РКМ, и Јасмир Јаховски, собственикот на Пуцко Петрол. Ова за Телма го потврдија повеќе извори запознаени со истрагата. Се испитуваат злоупотреби при набавка на нафтени деривати. Со повеќе информации во овие вести го вклучуваме нашиот Миомир Серафиновиќ. Миомир, кој се е опфатен со оваа истрага? Па да, Весна, истрагата која ја води обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, седиштето на обвинителството е зад нас, тука се наоѓаме, отпочна операција, односно истрага, отвори истрага поврзана со набавка, злоупотреби при набавка на деривати. Од она што можевме неофицијално да го дознаеме, меѓу приведените и опфатените со истрагата се собственикот на РКМ Ратко Капушевски, потоа собственикот на Пуцко Петрол Јасмир Јаховски, инаку станува збор за син на пратеникот на ДУИ Исмаил Јаховски, како и повеќе други лица. Од она што последно успеавме да го дознаеме. Со ова истрага исто така е опфатен и поранешниот директор на СМ на Електрани Васко Ковачевски, кој веќе подолг период поради други истраги се наоѓа во бегство и е надвор од државата и по него е распишана меѓународна потерница. Од она што единствено официјално го соопштија од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, веќе го цитирам соопштението, односно кратката информација, само потврдија дека е во тек акција, односно дека е отпочната истрагата. Во нивното кратко соопштение се вели дека доцна попладнево под раководство на јавен обвинител од обвинителството за гонење на организиран криминал, од Бирото за јавна безбедност и МВР се извршуваат претреси на неколку локации низ државата. Претресите се со наредба на судија на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје, а се во врска со сторени кривични дела поврзани со набавка на деривати. Подетални информации ќе бидат објавени во текот на денот. Со дел од овие осомничени се обидовме да стапиме во контакт, меѓутоа нивните мобилни телефони беа исклучени. Успеавме да потврдиме дека на една локација во центарот на Скопје во Карпош се уште се вршат претреси од страна на полицијата, а со истрагата е опфатено и лицето Ерџан Сулковски. Тоа е вториот собственик на РКМ, кој порано бил вработен во Пуцко Петрол, меѓутоа пред известно време додека траја тие набавки кои сега се под истрага, набавки на мазут за ТЕЦ Неготино, презеде повеќе од половина од собственоста на компанијата РКМ. Весна? Миомир, неколку пати кажавме досега дека станува збор за злоупотреби со набавка на нафтени деривати. Имаш ли некои поконкретни сознанија? Па да, од она што успеавме да го зборуваме со нашите избори, да го потврдиме, станува збор за истрага која е поврзана со набавка на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино. Тоа се оние огромни, големи набавки на мазут вршени во време на енергетската криза, кога речи се ексклузивен добавувач и сите тие сделки ги добиваше РКМ раководена од Ратко Капушевски. Значи станува збор за тендери кои беа во висина од повеќе десетици милиони евра. Истрагата според нашите сознанија се насочува кон неколку елементи. Прво е начинот на кој се доделувани тендерите, дали имало злоупотреби, затоа и опфатен, или како што веќе кажавме, ексклузивно во овие вести на Телма, поранешниот директор на СМ Васко Ковачевски, кој веќе е во бегство. Потоа е опфатен начинот на обезбедување на банкарски гаранции, како и квалитетот на мазутот, на огромното количество мазут кој е изгорен и употребен за производство на електрична енергија во ТЕЦ Неготино, колку е содржал штетни материи, дали колку предизвикал штетни последици врз здравјето на луѓето. Тоа се, така да кажам, тие три насоки с кои се проверуваат во рамки на ова истрага која е отворена од страна на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, а исто така учествуваат и сродните одели во МВР, односно во Бирото за јавна безбедност.